Здраво, дечиња! Најпрво да ви се представам. Јас сум Јуле, учителка од градинката Мајски цвет од Битола. Денес за вас подготвив една многу интересна приказна. Приказна за едно паметно детенце кое се викало Марко. Паметно исто како и вие, другарчиња мои. И како што веќе ви кажав, Марко бил едно многу среќно дете, затоа што имал многу убава соба и уште поубави играчки во неа. Секој ден Марко ги вадел играчките од полиците, каде што тие спиеле, си играл со нив по цел ден и на крајот од денот повторно ги враќал на своето место. А дали вие, другарчиња, го правите истото? Да, знам дека е така. Родителите на Марко деца забележале колку тој се труди и ги средува играчките и се грижи за нив, па затоа често знаеле да му речат: Марко, ти си вредно дете како мравка. Марко секој ден го слушал тоа, арно ама не знаел што е тоа мравка, како изгледа таа. И еден ден решил да го праша татко му што е тоа мравка. А тој му одговорил: мравката, сине, е црн инсект со глава, очи, нозе и повеќе крукчиња како тело. Таа може да направи голема дупка во земјата и во неа да спие. Марко веднаш зел лист хартија и брзо ја нацртал мравката, онака како што му ја опишал татко му. Ја нацртал голема, затоа што си мислел дека таа мора да е толкава за да може да ископа дупка. Му го покажал листот на татко му, а тој тогаш му рекол: па, мравката не е баш толкава. Обично во една дупка живеат повеќе мравки, па ако се толкави, нема да има место за сите. Марко повторно деца се обидел да нацрта мравка, но сега помала, затоа што треба да собере повеќе мравки во една дупка. Му го покажал цртежот на својот татко, а тој пак му рекол: види, сине, па не е баш толкава мравката. Една мравка на својот грб може да носи само едно зрно ориз. Сега Марко деца сватил дека мравката на вистина мора да е уште помала. И тој нацртал уште помала мравка и му ја покажал на татко му. А тој му одговорил: Марко, мравките се уште помали од тоа што си ги нацртал ти, па затоа понекогаш е многу тешко да ги видиш таму долу на земјата, ако стоиш така исправено. Кога Марко го слушнал тоа, нацртал уште една помала мравка. Тогаш, драги другарчиња, татко му рекол: ете, баш такви се мравките, ама иако се толку мали, тие умеа да работат и чуда да направат. Дојди со мене во дворот да побараме една. И така, деца, Марко и татко му излегле во дворот и набрзо здогледале мравка како брза кон својот дом, носејки зрно на грбот. Ете така, дечиња, завршува приказната за Марко и мравката. Дали ви се допадна приказната, деца? Да, знам дека ви беше многу интересна, затоа што од неа научивме многу нешта, така?
А што научивме? Научивме што значи да се биде вреден како мравка. Така? А дали вие сте вредни како мравки? Сигурно дека сте. Јас верувам дека сите вие се грижите за вашите играчки и за вашата соба да изгледа уредно и чисто. А што научивме друго? Научивме многу убава приказна. Така? Ајде сега да им ја раскажете приказната на вашите најблиски. Научивме уште нешто? Да се потсетиме. Научивме дека мравките се многу ситни инсекти. Односно, дека мравката е црни инсект, дека има глава на која се наоѓаат две очи, две рокчиња како антени, тело составено од крукчиња и 6 ноџиња. Таа може да направи дупка во земјата и во неа да спие. Не само таа, и многу други мравки заедно со неа. Научивме уште нешто. Научивме да броиме од 1 до 4, затоа што Марко нацртал 4 мравки. 1, 2, 3, 4. Така? Научивме уште нешто. Да ги споредуваме мравките. Марко најпрво нацртал многу голема мравка. Потоа нацртал малку помала мравка. Потоа нацртал уште малку помала мравка и на крајот нацртал најмала мравка. А сега, драги мои другарчиња, земете во рачето црна боичка и обидете се и вие, како Марко, да нацртате мравка, така како што вие ја замислувате. А кога мама и тато ќе ви кажат дека смеете да излегувате надвор, на прошетка, тогаш сите заедно во паркот и да ги побараме вредните пријателки мравки. И внимавајте, другарчиња, грижете се за природата и инсектите во неа, затоа што природата е нивниот дом. Ви благодарам, драги мои другарчиња. Се гледаме наскоро. До гледање!